држи оној кој со раката ги држи сите. Како е возможно во раката да не држи Господ? Не да не држи само нас, луѓето, туку да ја држи оваа планета и сите други планети во сончевиот систем и уште многу други планети кои се во целиот систем на галаксијата. Можно е затоа што е тој творец. Со раката ги држи е метафорично речено. Господ, затоа што човек така разбира дека се држи со рацете. Меѓутоа Господ има начин и способност да го држи овој свет со сила која нам не ни е позната до детали. Понешто надзираме, понешто сваќаме, но не сваќаме се. Таа Богородица го роди оној кој држи се со раката. Држи таја се со раката тогаш. Држи секако, затоа е почетна од херувимите и послана од серафимите. Затоа неизе ја имаме скоро послушница, брза послушница во неволите што ги имаме, затоа што има моќ, има сила, значи, да дејствува на оној кој држи се. И затоа и пееме такви умилителни песни, пофални песни во сите овие петоци на светлата четириесетница во која сме, а идниот петок ќе го пееме целиот акатист на Пресвета Богородица. Затоа што таа заслужува да и пееме пофалби. Има многу околу нас луѓе кои не заслужуваат да им пееме пофалби, ама не им пееме. Затоа што сме некако страдално врзани или за нив, или пак очекуваме од нив некоја добра детел која ќе ни ја направат. А Пресвета Богородица и ни ја направила добра детелта, и ја прави и ќе ја прави. Милоста нејзина да биде со сите вас, да ве чува и да ве храни во сите дни на вашиот живот, а вие да сте здрави и живи во вековите на вековите. Слава Тебе.